Добро вечер, вие слушате Радио Канал 103. Ова е емисијата Дансе Макабре со своето 525-то издание. А денес чести задоволство ми е што денешниот гостин е повратник во емисијата, што значи дека е еден од режисерите кои што постојано работат и ја надоградуваат нивната филмографија, обезбедувајќи си го своето место во Дансе Макабре. Поводот за гостувањето е премиерата на новиот долгометражен игран филм, предводен од два женски лика кои, иако потекнуваат од различна средина, се пресретнуваат во големиот град, се спријателуваат, но нивното пријателство постепено станува токсично, се разјарува, преобразувајќи се во обсесија. Филм за тоа што се крие под фасадите за личностите за кои се представуваме пред другите и ќе може да го погледнете во нашите киносали, односно станува збор за филмот Мими, а привилегиран сум што во емисијата ми гостува режисерот и сценарист на филмот Даријан Пејавски. Добро дојде назад. Фала ти за поканава и мислам дека не мораш уште да најавуваш, него можеме да се продолжиме да се збориме. До кај што заставаме, да. Заборавме дека треба трна емисија воопшто. Тоа е, ќе се насочиме малку на Мими, ама ние и надвори во микрофон разговараме за се живо и диво. Кажи ми во контекст на Мими, кој беше пресудниот момент кога одлучи дека ќе се посветиш на пишувањето на животот на Мими и Сара? Имаше некаков си пресуден момент кога реши дека да, за овие ликови ќе правам филм? Моментот беше дека во еден момент имав дистракција, работев многу различни. Така? Една година работев на серија, работев на многу тогаш. И во еден момент решив дека морам да напишам сценарио за филм. Окей, добро. И имаше наплив на идеи што не имав повеќе имав чувство нека. Тргнав од ликот, од Мими конкретно. Добро. И мислам дека повеќе одбрав да напишам филм за неа. И на тој начин некако да раскажам како јас се осеќам. Окей, преку него. Како сум се осеќал тогаш, Добро. Во животот. Добро. Поготово затоа е женско, затоа не е нешто што е ако напишав филм за машко ќе беше мислам дека превише лично. Окей. И немаше на втора топка е. некоја објективна дистанца, така. вака е некако како од околу. И ми делуваше како интересна метафора за времето во кое што живееме, еден пресек на тоа како е да се живее у Скопје моментот. Мислам, ако судиме по филмов, мрачно е многу. Окей, фер. Немам. Фер. Од друга страна па и нема зашто многу да се фалиме овде. Али некако почувствува тоа потреба да направиме да раскажам приказ за лицемерието и за површноста што владее во денешницава и во односите. Кога секој мора да се такмичи, мора секој да се докаже пред некој друг на професионален или на приватен план. И тука и така искочи приказната што морам да признам пошто да ја пишувам со сила за да ми трни за да ги запознам. Да се сфорсираш. Да, али дури и кога ја немав приказната ги имав ликовите прво Мими потоа Сара. Така да некако кога пројде време како почна они да зборат. Тие да те бараат тебе, дарен да не напишеш како тоа е тоа. Да не запоставиш. Време да искочи, да. Имаше работен наслов и зошто одлучи Мими да биде? Од почеток беше така? Немаше никогаш работен наслов и имињата на ликовите се почеток. Така, значи фиксирани беа и знаеше дека тоа некако олесна многу затоа што кога ми се случи со 3 дена во септември, имињата на ликовите ги имав и тогаш, што го пишувавме, ама кога дојде да смислам наслов, значи едноставно почнав да преиспитувам све што сме направиле сега. Сите реченици се извртеа, значи дека нешто ни филмов, значи дека нешто ни сценариото. Значи едноставно една полија огромна. Ако имате наслов некако чудно работи мозокот поинаку. Некои луѓе вика дека мора да се ги знаеш ликовите, имињата, насловот и крајот на филмот. Добро. Не знаев јас све од тоа, али ама насловот и ликовите ги знаев. Така олеснителна околност е која го имаш онака. Па барем лично, некако полесно ти. Кога некој е фикс. Така, добро. Зошто па се одлучи жанровски да го разработиш како мелодрама со трилер елементи? Затоа што мислам дека она што ми беше интересно како предизвик беше да раскажам нешто што лесно може да биде социјална драма. Окей. Меѓутоа да го раскажам условно кажано жанровски. И затоа не е до крај ниту е жанровски филм до крај, ниту е социјална драма до крај. Значи социјална драма која што е раскажана можеби во својата форма и во да речеме во музиката и во така натаму.
како вие ги пушташе да се. Така. Што ќе евоцира жанр и ќе евоцира таква атмосфера, меѓутоа во суштина не е тоа. Затоа што мислам дека кога се раскажува приказ на одреден жанровски филтер, затоа и постоја жанр, полесно да протнеш други идеи. Идеи, точно. Тоа, така да тоа им беше некој предизвик личен. Супер. И во 3 дена во септември тука имаме два женски лика кои ја носат приказната. Кажи ми зошто се одлучуваш на овој начин да ги структурираш действијата, а не преку на пример или машки лика или преку корална структура со повеќе ликови? Зошто конкретно ваков двоец? Па види, контраст бараш или? Не, ти си во подобра ситуација бидејќи ги гледаш од страна работите. Да. За мене се тотално различни филмови. Фер. Меѓутоа мислам има поента тоа што го кажеш апсолутно. 3 дена во септември има многу различна структура од прво почнуваме приказната со еден лик, па другиот превезаме, па се враќаме на првиот и така. Овде стриктно се држиме до точката на гледање на Мими, како Мими го гледа светот, без нејзина призма, да. Без ниеден компромис практично. Значи или гледаме што гледа она или гледаме како реагира на светот околу неа. Така што све што гледаме е малце под условно кажано по знак прашање. Точно. Секој од нас има дисторзиран поглед на светот. Така што од тој аспект мислам дека се различни. Она што е заедничко е што да има доминантни два женски ликови, меѓутоа мотивацијата беше многу различна. Од 3 септември некако повеќе бев фасциниран од тој механизам на приказната, како тоа ќе се како ќе се склопат сите парчиња, како ќе функционира, кога што ќе дознаеме и затоа е тоа таков како мал механизам. Овде е малце по, мислам намерно, малце по слободно од тој аспект. Значи малце може да траат некои места повеќе него што можеби би требало, можеби ќе во еден момент ќе влеземе во некоја тишина, можеби во еден момент ќе отидеме во жанр како што спомнавме преска. Меѓутоа сакам да се почувствува една по-слободна, по-комотна форма. Така да му даде одишка малку на филмот, што е воочиво во самото дело. Сите црпиме инспирација од реалноста, но колку ти беше значајно филмот да биде едно своевидно пресликување на реалноста? Колку инсистираше да ја доловиш денешницата, односно дали е засилување или ублажување на твоите лични искуства? Мислам дека засилување. Така? Добро. Да. Добро. Пошто сепак екстремни работи се случуваат во филмот. Точно. Меѓутоа, од друга страна, она што сака да го постигнем преку формата на раскажување да биде условно кажано реалистичен, значи се е снимано во Скопје, на место што ги знаеме, не изградивме ни еден сет, не направивме ни еден стан, мислам имаше интервенции, меѓутоа не подигнавме ништо. Така. И во тоа што постои да најдеме одредена стилизација. И тоа беше можеби најголемиот предизвик што се однесува до визуелниот аспект на визуелните аспекти на филмот, и тука највише работев со Дејан Димевски, директорот на фотографија, и со Игор Тошевски, и со Милија Ивановска како костимографка. Значи едноставно долго време се спремавме за да изгледа, пошто Скопје е прилично хаотичен град визуелно, мислам. Така. Лесно може да ставите камера на улица и да изгледа селото, затоа што има. И тука е потребна вештината и естетиката која што ја бараш. Да, и треба време да најдете како сакате да филмот да правите, да најдете ако ви е важно тоа, да најдете ако барате. Да, ако воопшто, да. Мислам дека е стварно предизвик да се најде и интериери и екстериери. Така што од тој аспект мислам дека баш сум задоволен од сите вклучени чинители, дека мислам дека тој аспект го исполнивме без разлика дали на некој ќе му се свиѓа филмот или не. А колку па успеа филмот кој го имаше замислено во твојата глава да го пресликаш и реализираш во финалниот продукт кога гледаш сега и ти од дистанца кога е готов филм? Па многу е чудно затоа што филм се прави долго време. Да. И некако секогаш кога ќе го завршам на крај мислам дека ова како го замислував и не сум направил. Да. Затоа што има зашто е тоа така, затоа што цело време филмот се менува, се развива, се влегуваат луѓе, имаат своји влијанија, искуства, да. Јас се менјам, се менувам во текот на тие 2, 3, 4 години кога што го правиме. Така што
Мислам дека и тоа е убавината, не? Мислам моментот дека имате лист на кој што е спремен филмот и го имате финалниот продукт и сега ги споредувате дали мислам дека не функционира баш така. Мислам дека и све да ви е напишано и све да ви е спремно, дека на крај двајца кога снимаат искаш два различни филми. Точно, жива материја ќе се возобличи, да. Авантура е. Точно, да би завршил истиот како што е до точка и до запирка, мислам дека нема да има потреба се снима воопшто, така? Да, јасно. Мислам, не е сепак педантно се спремивме и све тоа, али како и да вртиш, едноставно е некако органска, жива материја. Така и да сакаш не можеш да го пресликаш како што го имаш замислено иницијално и не треба, да. Сепак на крајот на делото одлучува. Кажи ми кога и каде ќе може да го погледнат гледачите, да им посочиме почетокот на емисијата. Па ќе почне од 13-ти. Така. Тоа е утре, ако не се лажам. Да. Во Cineplex. Така. И во Кино Милениум и потоа ќе тргне и низ Македонија, со тоа што не знам точно во кој град кога, бидејќи се уште сте во преговори? Да, треба да се договори со домови за култура или како така, да. За кинодистрибуција, меѓутоа ќе оди во цела Македонија. Така, значи имате намера на сите македонски филмови да идат во цела Македонија во кино, така што значи ќе прави турнеја мими низ државата. Да. Може и ние ќе идеме во некој град ќе видиме. Одлично. Па тоа е интересно да видиме како нели ќе се воспостави тој судир помеѓу провинцијата и главниот град, што е една нели тема. Дополнително на филмот тоа е убаво. Се види како ќе реагираат луѓе. Мислам обична публика. Супер. Ова е само краток вовед со кој што ќе разговарам во текот на емисијата со Даријан за процесот на работењето на мими, а на почетокот на емисијата имавте можност да слушнете 3 композиции на Пино Донаџио, еден од нашите ни поомилени композитори, односно дела кои што се наоѓаат на Passion, Body Double и на Керри, кој за некој си чудо се дела на Брайан Де Палма. И да, кој би рекол. Исто така слушаме Introduction, односно една од композициите на братот на Даријан, кој што работеше самиот скор на овој филм, од кој што во текот на емисијата ќе може да слушнеме творбите кои што се составен дел од самиот филм, како што е Мими Сара, која што оди во продолжение, која е во запознавањето, предпоставувам, на Мими Сара иде 3 пати. Не е во запознавањето, него која варијации се, значи. Да, која Мими иде да изгледат у Сара навечер, иде на крај. Супер. Значи слушаме една од тие варијации помеѓу главните ликови на филмот Мими, ќе слушаме трейлерот за филмот во продолжение. Така што останете вечерва, ви следува една интересна емисија. Данс е макабра, емисија во која 14 сезони се зборува за уметност, се борба против лицемерието, зависта и користолюбието, и тука уметниците се вистински херои, а не политичарите. Секој издание е на мала победа против шундот и апатијата. Целта на емисијата е да го доближи квалитетниот филм до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста. Вечерва име закажаме полноќен танц со смртта по 525 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а ви оставате со трансмисијата на канал 103 до крајот на светот. Вие слушате Радио Канал 103, емисијата Данс е макабра, со мене во студиото е Даријан Пеевски, со него ќе разговараме за снимањето на неговиот втор долгометражен игран филм Мими. Иако се одвива действието во денешницата, кажи ми, духот на кое време го опфаќа најмногу? Би била изводлива оваа приказна во 80-тите, 90-тите, 2000-тите или сметаш дека е погодна строго за ова време? Па, погодно е затоа што ово време го живееме се, да, меѓутоа мислам дека секогаш времето што према времето што го живееш си најциничен. Добра. Секогаш си романтик према некое време. Носталгично го се враќаш. Последно време со романтици за 90-ти, према луѓе не ми башто веќе се сеќавам на тоа и не барем у мој очи нема ништо романтично во тоа време. Немаше толку пастели во 90-ти колку што има сега на филм. Така што не знам дали мислам дека би можело да функционира и во друга декада. Нормално во време се носи своји некои одлики, ама мислам дека не знам зошто, поготово што одредени односи не се за жал не се менуваат меѓу луѓето, остануваат такви. Добро. Дури кај нас ако знаеме па и во светот по некои прашања идеме назад. Добро. Така што не мислам дека е врзано конкретно само за ова време. Врзано е затоа што јас го живеам, па сега се случува, иначе така. Мислам дека би можело да се случи и на пример 20 години порано. Така. Ке беше во 90-ти, можеби ќе имаше друга иконографија и друга секако друга естетика ќе слуша, да. Ама
приказната мислам дека за сега изолата. Има и на дискрепанца која што е постојачка помеѓу ликовите кои што доаѓаат од провинциите и од големиот град, растени се во различно опкружување и влијание, колку има место за наметнување на животот на луѓето од внатрешноста на државата и како се гледа на нив од староседелците во градот. Значи сепак е таа една проблематика која што е евидентна. Постои, евидентно затоа што мислам, пази, збориме за Скопје. Мислам, Скопје само по себе провинција на некој начин. Така што утре да се подели Македонија, можеби Прилеп ќе биде главен град на едниот дел и тоа е тоа. Така и одеднаш така што прилично лично ако ме прашуваш мене, прилично сум циничен по тоа прашање. Меѓутоа факт е дека живееме во земја која е прилично централизирана, практично остатокот се распаѓа. Мислам се тука као се жалиме градов дека нечини стварно по многу прашања, меѓутоа ако отидеш во внатрешноста на само пола сат со кола од овде ќе има чувство дека си во друг век практично. Да. Ghost towns. Што од друга страна прави едно чувство дека претпоставувам за некој што ќе дојде во Скопје, дека можеби нешто ќе се смени, дека можеби ќе има повеќе услови, дека можеби односите се малку поинакви. Меѓутоа мислам дека суштински не се нешто многу различно, можеби само има некоја мала обланда, некоја мала фасада, некоја нешто као можда поотворено или нешто, а мислам дека во суштина односите се уште исти, дури во тие што се као во наводници, пошто не се гледа право. Да, радио е. Наводниците мора и посочени се. Во наводници градски цивилизирани луѓе и тоа е едно од поентите на филмот, бидејќи ја не мислам дека ќе го гледат луѓето ќе видат, ама си го гледал дека на пример дека Сара е нешто поеманципирано од Мими, напротив. По многу прашања не е. Затворена е во светот кој што си го има создадено. Да, едноставно мислам и во едниот пат и во другиот што го бираат Мими и Сара се најдуваат во ќорсокак, меѓутоа ако размислиме подобро, Сара е таа што ги има прифатено сите правила на игра како треба да живее, а она е таа што е од Скопје, не Мими. Така. А Мими е таа што се бунтува. Така што од тој аспект не мислам дека суштински постои некоја голема разлика, бидејќи ова е толку мала средина што мислам дека све е испомешано. Да, во споредба со огромните градови што ги знаеме во светот, така, тоа е една населба. Тоа е едно од поентите на филмот, дека не е баш Скопје нешто многу понапредно. Елитно место за екзистирање. Мими доаѓа од средина од малото градче која има матно минато за кое не сме запознаени на почетокот на филмот, но постепено дозираш информации за тоа што се одвивало во родниот град. Колку има родови предрасуди за незиното родно место кои ја гушат и бара потреба за нов почеток, нов живот? Па има, затоа што во текот на приказната знаме дека има родители кои се уште третираат како да има 12 години, а он има веројатно 19 или 20, да речеме. Да знаме дека има дечко кој веројатно сакал да основа фамилија со неј така. Меѓутоа сите тие односи што ја тиштат неа, она сакајќи да избега од нив, доаѓа во Скопје и се соочува со исти такви односи кои само ја соочуваат со минатото наместо прогресија нова средина, пак у наводници викам, да ја оттрне од тие односи и од тие муабети, од таа цела, ако размислиме подобро лицемерие, доаѓа во едно уште поголемо, што е само изгледа малце поинако, во суштина е истото, и така да тука се развива проблемот на што на тоа кај неа се рефлектира на погрешен начин. Така. Мими е повлечена студентка која го бара својот нов идентитет во големиот град, кај што има неколку мина од родното место кои ја потсетуваат на незиното минато. Сега, колку таа сака да се реобмисли, односно да создаде слика за некој незино ново јас во новиот град? Па, филмот е практично за незината транзициона фаза, практично, дека она во текот на, особено во првиот дел на филмот, пробува различни фасади од себе си, презентира различни верзии од себе си со различни луѓе. Така. И во еден момент тоа колку повеќе сакате да се
презентирате, колку повеќе трошите енергија на тоа, толку повеќе се губите. Се губиш сам себе, така што во таа замка паѓа Мими која ќе запознае Сара. А колку па незината потреба потрага пред се со љубов е обострана, односно колку незините идеали за партнер се косат со момците кои што ги избира? Па мислам дека прво нешто дека ништо страшно тоа што си ги бира момците. Што ги мирува, меѓутоа мислам дека тоа е дел од незиното опипување на новиот терен, на новата средина, едноставно од потребата како сака она да се представи. Како да биде со еден, како да биде со друг, како да биде со новата другарка, како да биде со Вујко што е некоја пранга што ја потсеќа од каде дошла. Така што и ќе ја влече, да. Така што тоа е во тој аспект. Има впечатливи сцени во кои Мими го имитира однесувањето на Сара во гледало. Колку овие сцени беа важни за начнувањето на потребата да се игра главната улога во туѓиот живот? Па тоа е нешто што не знам зашто човек што прави мојот во гледало сам со себе едноставно многу филмаџи го сакаат тоа. Да, мислам, почнувајќи од Де Ниро и таксистот Роман Полански го има. Има многу. Има уште, ама не може да ми текне. Да, момент. Фади смеот што како што служил. Дефинитивно затоа што во еден момент како што прогресира пријателството со Сара, така она ја одбира да игра таа улога. Ако претходно беше опипување и да види како ќе се представи, во еден момент она одлучува да не да ја игра, не да ја копира неа, туку едноставно да биде инспирирана од неа и да се отвори она према и да види како она би изгледала кога би била толку навидум отворена. Иако нормално као што знаеме сето тоа е труло и сето тоа нема врска. Така. Уште една фасада, она пробува да изигра до крај. Супер. Колку па фрлањето на ѓубрето, како и сцената со кучињата кај останот кој што живее Куцев, се аналогни индикатори како се референтни за третманот на Мими од родното место. Колку тие сцени навраќаат за третманот на жената во општеството воопшто? Па тоа со фрлањето на ѓубрето, дека како се омажи женска од фамилија го чистиле ѓубрето од дома, тоа сум го чул. Така? Тоа е екзистентно. Мислам, не е тоа не креативна моја реплика, туку сум го чул од пријател на татко ми. Тоа е уште пострашно. Да, така да тоа постои. Можеме него збора цело време, луѓе постои. Некој на некого му текнало да направи таква аналогија дека ако имаш женско дете, ако ти се роди дека си зијан. Има луѓе што прават 4 деца прават дека не им се роди машко дете во фамилија, тогаш највише се највише слават и така натаму, така што тоа е за да се воспостави контекстот од каде она доаѓа и какво. И уште една работа. Зашто ми беше важна таа реплика, иако стварно грда и стварно е груба и мислам некој можеби ќе се насмее, тоа не треба да се насмее. Мислам свесен сум за тоа. А тоа е дека луѓето од одредени генерации, мажи, со многу голема леснотија го употребуваат тој говор. Не дека се они зли, него едноставно се несвесни. Така е програмиран. Да, така е, едноставно нема таков тип на филтер како што ние имаме. И тоа, окей, може да речеме дека е друга генерација, дека е безазлено, меѓутоа самото тоа што ќе го кажеш малку е грдо. Така. И мислам не што е грдо, него е насилно. Точно. Така што тоа сакав да го, пошто незиниот Вујко со кој што она практично го дели животот со Скопје. Не дека е зол или дека е нешто посебно, не е шовинист по убедување, ако го прашате дали сутре ќе ви каже сигурно не. Меѓутоа едноставно е така израснато, така. Да, така е воспитан, така тоа биле нормативите од друго време кои што тоа сега проблемот е што денеска сме само по можеби сладкоречиви во тие работи, можеби не се користи таков говор, меѓутоа не е многу поинаку базично ако збориме суштински. Однесувањето е исто, само говорот се менува. Да, сега сме сите политички коректни, а вредностите што ги промовираме како се осеќаме према жени или према одредена етничка група или према луѓе од други градови, ставовите се исти, само сме малце
елоквентно. Баш. Ми поминува низ една внатрешна трансформација од почетокот до крајот на филмот. Пеперутка која што се крие во ларвата, беше значајно да се долови таа преобразба на преку актерскиот перформанс? Да, апсолутно. Тоа апсолутно Наталија го преработивме многу. Особено што незиниот лик зависи од ликот на Сара, од Тамара Поли требаше да кликна заедно па да знае Наталија што да копира од неа, па да реагира. Што да прави она сама и така натаму, така што тоа беше малце, тоа беше интересно за правење. Меѓутоа она што беше најголем ризик со кога имате филм кај што приказна каде што главната актерка во секој кадар и да не го претвориме во стилска вежба. Добро. Да видиме сега како плаче, па да видиме како прави и да кажеме леле супер, окей. Да. Едноставно мислам да не биде тида. И мислам дека да не биде тида. Мислам дека зрелоста на незиниот перформанс во филмот е во тоа што е навистина има една консеквентност. Има една ладнотија што мене многу ми се допаѓа лично. Мислам без разлика дали ќе му се свига на филмот или на некој или не, едноставно мислам дека актерски прво до последно сите се одлични. Тој се пофала малце. Меѓутоа тоа беше можеби најголемиот предизвик како да го дозираме ликот бидејќи стварно е во секој. Тоа и за снимање, мислам, од практични причини е тешко. Доаѓа се Сабајле со екипата и си оди на крај со сите што ги пакуваат каблите. Да. Поголку време од мене седеше на снимање. Ама таа дистанца е многу важна заради тоа што ќе создаве таа енигма, таа мистерија која што е нужна за да можеш да се контролира тоа внатрешно е. Ама сепак таа да може со самиот незин перформанс да даде некакви индикатори кои што ќе начнуваат дека поминува некој внатрешни виуги. Апсолутно, мислам што и да правам ја околу. Мислам дека на крај незиното лице го гледато на платно. И тоа на прилично големо платно, да. Така што од тој аспект апсолутно поделата беше круцијална. Сара, за разлика од Мими, е младата скопјанка која што е растена во урбаниот предел на градот, нели, која што има сопруг и дете. Колку па Сара е задоволна од позицијата во која што ја запознаваме во животот, во мигот во кој што ние in medias res влегуваме во незиниот живот? Па Сара е комплицирана. Океј, добре. Не, се шалам. Навидум, она што беше важно за тој лик е да почне со една леснотија. На девојка која неспорно има мила звезда да се запознае, да ти направи да се осеќаш супер кога ќе се упознаеш со неа и дружелюбива и све тоа. Меѓутоа, ако загребете малце понатаму, како што загребуваме понатаму во филмот, ќе видиме дека тоа е незиниот начин да се заштити од јазолот во кој што она влегла. По своја иницијатива и по свој годување, апсолутно. Така што, мислам, притисната од околината, меѓутоа, така што она ако Мими чувствува одредена грижа совест дека нешто направила во родниот крај, па сака да избега, така и Сара чувствува грижа совест што можеби, што е многу по-проблематично кај неа, што едноставно влегла во шаблонот на сега е време да се омажиш, сега е време да најдеш богат дечко, ќе го засакаш, окей, све, ќе ти видиш животот среден, меѓутоа во суштина има една голема доза на преиспитување. И практично целата екстровертност нејзина е дел од тоа преиспитување. И тоа беше интересно, мислам, на почеток се читаше ликот како исклучително одбивен во сценаријот. Дури во филмот на почеток е малце имате еден момент на со резерва се прифаќа. Со резерва, да, и мислам дека најмногу време поминавме со Тамара во барање на оправдување на тој лик, да го едноставно да ја најдеме симпатијата во ликот, дека не е тоа некоја идиотка, него тоа може да биде жртва на сопствениот избор, да. Во градот, дека не се ретки такви, можеби не до тој степен на екстрема, како што се случува во филмот, меѓутоа не е нешто што е толку невозможно, нешто што е као негативец. Да, ама пак е жртва на сопствените избори, која што се наоѓа во таа позиција. Да, избори нормално под притисок на околина. На околина се разбира, да. Меѓутоа, зошто Сара се спријателува пред се со Мими? Што смета дека
таа ќе добие од пријателството? Колку е самото пријателство дополнителна фасада? Мислам дека што се однесува до пресметливост од позиција на Сара не искрено не мислам дека има пресметливост. Али мислам дека едноставно наоѓа нов пациент. Океј, добро. Во кафан. Супер. Да имате па ако ви трне муавето супер, ако не никој утре е нов ден, да. Да, има такви луѓе по кафани кога. Супер. Така што мислам можеби е тоа традиционално гледано, можеби тоа поише машка одлика. Се шалам, ама мислам дека е повеќе во однос на Мими, мислам дека иницијалниот пристап е по-невино страна на Сара. Па ќе пиеме пиво, па ако ни трне, окей, ако не никој ништо. Ќе се разидеме, да. Меѓутоа, каде па таа би можела да избега со оглед на тоа што тоа е средината во која што има израсната? Она не може, затоа е автодеструктивна. И затоа е она као лажен негативен за филмот. Затоа што ако може Мими да избега на пример од родната средина и околината, каде од Разликата е што кај Мими постои иницијатива. Така. Ако го изгледате филмот до крај, па размислувате за тоа и пишувате се. Така. Кај Мими постои иницијатива и постои проактивност. Така. Кај Сара постои пропуштена шанса и постои преиспитување кое преоѓа во автодеструкција. Точно. Така што тоа е практично од одреден аспект можеби многу во многу безизлезна ситуација Сара неголи Мими. Да, баш од таа неможност да се излезе надвор од тие невидливи пранги, да. И дополнителни обврз. Да. Не е баш би сакал да се исполнета. Токму тоа љубовната неисполнетост е евидентна кај Сара. Зошто па таа одлучува да исчекори надвор од ингеренциите на брачната постава за да наоѓа некаква сатисфакција или само го прави како дополнителен? Мислам дека е повеќе, па да, и тоа и повеќе се докаже себе си дека вреди повеќе? И дека вреди повеќе, дека тука веројатно има еден мазохистички момент дека да си докаже да видиш што губи цело време кога би била слободна. Добро, што има надвор? Што има надвор, да види за да што поише криво. Да. А па кој е извориштето на насилството кај сопругот на Сара, глумен од Оливер Митковски, кој што стана синоним за шалабајзери во домашниот филм, онакаво се почесто гледаме во таква типизирана улога. Зошто е огорчен тој кон сопругата? Па мислам дека не видете почна ти персирам. Те молам. Пошто стана озбилен мојот. Океј. Односот нивни е барем според правилата на игра што ги поставува приказната, а често пати е така и во реалноста, едноставно они се влезени во бракот погрешни причини. Така. Да речем. И низа на тие на такви условно кажано пресметливи одлуки, кога нешто се прави од не од некоја љубов или од искрена потреба да бидеш со некој живот, него ли од екстерни фактори. Да. Мора да имаш, не знам, до тај деца и така натаму. Така. Дека поготово во годините во кои што е Андреј, сопругот на Сара, сака да си докаже сам себе дека може да има помлада сопруга и наоѓа помлада сопруга. Нормално. И што помлада сопруга која што си докажува себе си дека може да добие нешто повеќе од колку него, од релативно висок социјален сталеж. Добро. Меѓутоа, кога живееш со некој, кога имаш поготово деца, веројатно, едноставно сите тие работи паѓаат у вода и останува суштината на врската на искача на површина. Ако таа е трува, онда нема што, може само на полошо да иде. Така, и кај нив иде во полошо. Иде, ескалира нивниот незаемен. Тоа што нормално, мислам, може да бидат 20 подеднакво криви, како меѓутоа не можеме да го, тоа не значи дека се подеднакво виновни бидејќи она тој што е насилен, така што Да. сепак
тука треба да повлечеме линија да станеме на правата страна. Затоа што еден го прави насилниот чин и тоа е тој што нанесува физичка штета на другиот, меѓутоа никој од нив не сака прстот кон себе си да си го посочи дека е виновен за ситуацијата во која што двајцата се наоѓаат, едноставно се наоѓа излез во погрешни мисли. Се така ги правевме да постои вистински антагонизам и баш од двете страни да има една мржња која е неподносливост. А се живее во еден простор. И тоа на визуелен план треба се докаже. Голем станот се снуваат зидовите. Точно, околу нив ги притискаат. Интровертна студентка по политички студии се пресретнува со екстровертна млада мајка. Со кои актерски квалитети Тамара Ристовска и Наталија Теодосиева ти дадоат пред се до знаење дека тие се Мими и Сара? Ги пробуваше една во друга со кадар, проба да им ги замениш улогите? Не проба да им ги замениш улогите никогаш, не. Кастингот се пролонгираше. Меѓутоа, дефинитивно ги пробавме заедно на кастинг. И оно што беше клучно во кастингот е хемијата. Заедно да имаат хемија, да едноставно да функционираат. Ако не функционираат, едноставно ќе требаше нешто. Меѓутоа стварно профункционира Ептен, имаат мислам дека имаат многу убава динамика. И во текот на пробите тоа се подобри, се продолжуваше, некои работи ги променивме како пробувавме. И мислам дека пошто ова не е во ваков тип на филм каде што има и некои можеби поекстремни сцени, можеби е чудно раскажан и така натаму, едноставно не може да најмите некого да глуми, него треба навистина да сака да се носи таа улога. Не може да убедам да ја глуми Мими на пример. Да. Или Сара, у крајна линија. Едноставно треба да почувствувате малце и љубов од другата страна кон ликот и да почувствувате предизвик. Така. И мислам дека тоа го добив од нив и мислам дека имавме голема доверба на снимање, мислам беше навистина барем мојот впечаток е таков дека имаше навистина сигурна атмосфера за работа. Колку ликовите кои што и глумат, например, Војкото, играно од Петар Мирчевски, соседот Сашко Коцев, се ликови на самотници во големиот град? Па се самотници, да, и се мажи самотници. Сори, кога ќе размислам, освен ликот на Оливер, сите се сами. Да. Па, реално колку е и тој со луѓе, не знам. Да, и тоа не знам. Не сум размислувал на оваа тема, меѓутоа, она што постои како заеднички содржател на сите машки ликови во филмот е она несвесно што ја зборевме преска за ликот на Пепи. Дека освен двајца, не значи дека останатите машки ликови се нужно зли или лоши, него се едноставно несвесни. Тоа ние мажите често пати го имаме и го презентираме кога разговараме со жени, кога се прашуваме зашто некој варал женски права, зашто па нели тоа го имате. Да. Несвесно. Едноставно сме несвесни, едноставно сме родени со одредена комоција мислам сега звучи кога да проповедам нешто, меѓутоа родени сме со одредена комоција која што некој треба од време на време да не потсеќа. Да. Мислам, јас сум се наоѓал во тие ситуации, веројатно. Да, точно. И сакав да има една линија што ќе ги врзе машките ликови на тоа ниво. Нормално меѓу нив има и супер луѓе. Така. Има и идиоти. Се разбира какви што не има. Да, меѓутоа таа несвесност постои се уште. Да, и во туѓи очи ќе изгледаат како антагонисти во нечи живот. Да, например, баш поради начинот на кој што се толку груби, а во нивни очи тие ќе изгледаат дека ништо погрешно нема направено заради тоа што не се соочиле со. Така е. Така тоа ми беше интересна една позиција што се однесува до машките ликови. А тоа дека се сами тоа видиш ти прв ми го спомна, него ни помислев уопште. Мислам Сашко Коцев веројатно со мајка му живее дома, не знам. И со кучето, да. Како тип е, да, и со кучето. Колку лицемерието е валута во модерното живење? Колку мора денес да премолчиме собствен став, да гризнеме јазик и да глумиме дека нешто ни се допаѓа? Колку лицемерието прерасна во некаква си болна куртуазија? Мислам дека постоело од секогаш, меѓутоа сега е на ента, поготово затоа што се што некој мисли и кажува останува вечно врежано
на социјална мрежа или на интернет или на така натаму. Да, будно око на да, и од една страна се ствара еден огромна кора на фин говори, на внимателно што да се каже, апсолутно дека не викам дека треба да се вратиме 20 години назад и да видиме политички некоректни како изјавата на Пепи Пришевски, да ја спомнам. Океј, така. Меѓутоа, од друга страна, суштински многу малку се менуваат стварите со оглед на колку дебела фасада има одзгора, така што мислам барем тоа е мојот впечаток. Од друга страна, денеска се отворено се зборува за многу работи што не се зборувало понатаму. Така. И работите се менуваат. Еве, мислам, практичен пример е дека да речеме целата родова слика во Македонија што се однесува до филмската дејност. Мислам, лесен пример бидејќи мала заедница, меѓутоа може да се смени, видовме дека може. Да. И тоа на многу дека немало, дека ги имало, сега може добиваат шанси и снимаат. Изимаат награди на фестивали и така натаму. Така што можно е. Може да се направи помак. А лицемерието ќе се стои, нормално секогаш ќе има и лажно представување и ќе има и злоупотреба на одредени ставови, идеологии и така натаму, меѓутоа мислам дека сега цело време зборам како кој знае колку лошо време што го живееме, од една страна и по многу нешта и подобро. Така. Така што едноставно прашање каква приказна сакате да раскажете. Која страна да ја гледате од медалата? Да, ја имаме слободата за експресија, ја имаме слободата за искажување на сопствена мисла, непречена, меѓутоа имаме технолошки напредок нормално за олеснување на сопствените животи. Меѓутоа ете, покрај севкупна еволуција на човештвото, лицемерието е некаква константа која што секогаш не прати и дури се врзува со екзистенцијалното. Значи, ако пуштиме интервју на било која тема од дали е политика, дали е култура, дали е пушти интервју од 70 и ќе видиме како зборат на ете денеска во денешно време. Добро. Денес више нема тоа и тоа, има се надеваме дека уиднина ќе се мислам некако се повторуваат сите. Мислам дека нешто ние доживуваме првпат уствари, мислам дека нема шанса. Е доживеано претходно многу пати. Добро. Филмот го обработува концептот на мајчинството. Сега ние сме двајца мажи и не дека можеме да кажуваме одлично искуство за ова, но од кој аспект па сакаше да го разработиш во филмот? Па мислам дека како една примерна како да кажам пример, лошо се изразив се. Како нешто што постои, што е веројатно нешто што е најфасцинантно. Така. Ако размислиме подобро. Мислам, тоа не често пати било тоа во многу филмови, многу дела интересна тема за обработка. Она што мене беше интересно е што можеби така и тргна приказнава околу Мими. Мислам, ова е long shot, далеко е многу, ама има вкучаја што имаше лажна бременост. И почна да читам еднаш дали викам сега се прашам дали тоа постои кај луѓе, кај жени дали постои. И видов дека постои. И почна да истражувам за тоа и читав, мислам истражувам, не некое површно истражување можам да кажам, бидејќи не сакав премногу да влегувам клинички во целата работа. Не отвори стручна литература. Да, повеќе како некоја алегорија. Така. И да мислам дека па можеби е тоа добра метафора за времето кое што живееме, кога нешто што е искрена, дури биолошка потреба, ако сакате, што ако дури таа е лажна, дури таа е фейк. И тоа ми беше интересно како некоја иницијална каписла за и така е останато тоа во филмот преку куќето на Иначе куќето се вика Мими, стварно. Океј, супер. Супер. Не знам тоа, ама ето. Ете се погоди за потребите на филмот. Со оглед на тоа што Сара и Мими не е само што доаѓаат, туку и живеат во два различни света, колку би било изводливо едно такво пријателство денес, например? Како на Сара и на Мими? На Сара и на Мими. Мислам дека многу пријателство има како на Сара и на Мими. Така, супер. Може би не завршуваат така, меѓутоа мислам дека често пати се случува покотово во тие години кога веќе се созреани. Па си созреан, ама си така? Па реално. На 20 години
Знаеш како, да, оформен си, меѓутоа немаш искуство дополнително кој што да. Што си правил? Јасно, готово. Флешбекот беше многу краток. Океј. Може пушти музика. Да. Сакам да кажам, постои во тој дел од животот веројатно, ако добро јас се сеќам, преку своите пријатели, преку да бараш или да се презентираш себе си некому, да се наметнеш или бараш да се огледаш на некого. Океј. Така што тоа односот нивни и пријателството уопште не е нешто што е уникатно. Него мислам дека е баш присутно и убедливо, да. Со оглед на тоа што лексички се растени во различна средина, на која говорно подрачје го држеше јазикот и колку ти беше значајно да биде применлив во денешницата? Како мислиш? Јазикот во контекст на тоа лексиката која што се употребува, значи во контекст на говорот кој што во сценариото решаваше да го Наталија од Кочани. Така што тоа го искористивме, да збори на кочански со мајка ѝ. Така. Актерката што ја глуми мајка на телефон, ги научи репликите на кочански. Океј. И направивме да практично само со неа да го користи да зборува на нејзиниот природен дијалект, а со останатите да зборува комбинација на чист македонски со малце некај довлечен некај скопски. Супер. Со тоа што во неколку наврати се испушта дијалектот кој се нервира или кој ќе многу јасно. Има една со Вујко во една прилика и со бившиот дечко не знам кој се појавува. Што се несува до другите лекови, Сара збори кој јас зборам. Да. Една рефлексија. Да, рефлексија. Така што они го немаат тој проблем да се свичаат. Они има малку полесна задача. Така. Колку имаме домашни трилер мелодрами и колку има па место за овој хибрид, овој поджанр во домашната кинематографија? Дефицитарни се жанровски сценарија кај нас или? Па да, затоа што во принцип не само кај нас, него во мали кинематографии, бидејќи жанровскиот филм обично е врзан со комерцијален филм, со бокс офис. И ако видите, жанровски филмови постојат најмногу во развиени кинематографии. Во Италија, со хорори, Франција, Велика Британија, Германија. Дури и Германија ќе отпадат. Значи, ја не сум чул за... Сигурно има, ама за бугарски хорор не сум чул. Постои, веројатно. Има. Ама има и македонски, ако гледаме така. Да, има. Значи има и српски, лептирица на времето, така. Да, има многу. Има многу. Сакам да кажам, системот на авторски филм, не знам зошто, бидејќи знаеш кои се моите ставови кој е жанровски филм опрашан. Така. Некако бега од тој момент и е насочен многу повеќе кон задржување на можда би локалната орнаментика или на социјалните проблеми и така натаму. Има логика зошто е тоа така, бидејќи сепак многу тешко може да се надпреварува мала кинематографија со нешто што е во суштина комерцијален филм, со голема кинематографија. Добро. Од друга страна, мислам дека може да се најде апсолутно контекст и да раскажете приказна која во себе ќе содржи жанровски елементи, без разлика дали е хорор или е комедија или е било што, меѓутоа што ќе се најде точната доза, не викам правиме умни машки овде, меѓутоа може да се направи, например, на некој начин Джиган има жанр во себе. Има, како не. Мислам има и социјален контекст, меѓутоа има и жанр. 3 септември има жанр. Точно. Така што дури и сестри има еден момент на Coming of age прича, веќе. Условно кажано, ревенж. Веќе тропи има, веќе има тропи, нормално многу сега да не го сведеме на тоа филм. Меѓутоа постои еден момент на мистери, условно кажано. Да. Така што има начин да се најде. Меѓутоа е многу едноставно многу паметно треба да се изигра, ако веќе сакате да влезете во така, пошто не може, мислам дека не е доволно за кинематографија како нашата да се одлучите да направите еве сака направиме чист хорор и тоа. Окей. Може да се направи, меѓутоа прашање кај ќе се пласира тоа? Добро, ама
ако направиме една паралела, ете, ликови како Мими и како Сара, може да ги забележиме, мислам, американците може да направат во Нью Ингланд да се случува действието, може да се случува и во Сан Франциско действието, така што да доаѓа Мими од некаков си, не знам, од Пасадина, да биде, знаеш, од помало градче да доаѓа од да доаѓа од помало градче и да се сретнат во Лос Анџелес и да се воспостави нивната корелација на таков начин и да биде филувано сепак како што ти го имаш реализирано во жанровски контекст. Така што не дека локалната средина ќе биде проблематична, напротив, ова е изводливо и ти докажуваш дека може да кохабитира жанровскиот филм со мелодрамата. Да се приземи, мелодрамата и социјалниот контекст го приземјува, точно. Меѓутоа, што сакаш и како да кажеш, формата е во свој рација. Формата е, да. И тука мислам дека плюс во жанровски филм, нели, има и мислам, например во глуп пример, ама на ФДУ во Белград на втора година на факултет имаат вежба, тида што се вика потера. Така. И сега, окей. Тоа не значи дека ти треба да правиш бркање со коли цел живот, меѓутоа отворено е тоа на кој пристап ќе го имаш во контекстот. И прво ќе ако сакаш да научиш занает режија, така мора да знаеш да режираш брканица. Точно. Затоа што има да не навлегуваме се во точно детали, меѓутоа и тоа како е нужно, дури да немаш афинитет кон тоа, едноставно добра вежба затоа што например правци, географија, суспенс, тајминг, монтажа, све тоа ритам, затоа има потера од кога постои филмот до ден денес од бркање има на некој придвижена камерата, веќе има. Некој негово бркање. Така што бара малку и знаењето, бара и ресурси, мислам комплицирано. Меѓутоа најважниот момент е тој идеолошкиот, дека едноставно треба да се најде вистинска доза ако сакате веќе да ја придете. И во најдобрите филмови има дури и во ако земеме Холивуд да речеме, вие гледате комерцијален филм, меѓутоа ако го гледаме, не знам, Мартин Скорсезе, не знам, или Тарантино е најкласичен пример. Вие гледате комерцијален продукт, направен по сите тие нивни лабораториски стандарди, меѓутоа ако си доволно фаер ќе го протнеш и тоа што сакаш. Авторското на крајот го има, ќе го провали. Така е. И во опера има потера. Да се разбереме, така. Значи нема бегање од занаето. Ќе направиме тука една кратка музичка пауза и ќе слушнеме музика која што е работена од психолошки трилери и еротски трилери од 90-тите, односно ќе слушнеме и од 80-тите, ќе слушнеме на композиција од Body Hit, слушаме од Crash, од Sea of Love, така што од Angel Heart, така што ќе слушнеме една мешавина и се разбира од филмовите на Џон Карпентер, една убава мешавина на значајни композитори без кои што не би била светската кинематографија тоа што е, и потоа ќе се вратиме во етер за да разговарам со Даријан за снимањето на Мими. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 525-то издание. Со мене во студиото во 103 е Даријан Пејаски, со него разговараме во микрофон за Мими, а надвор од микрофон разговараме за проблемите на светската кинематографија. Меѓутоа, во контекст на Мими, кои беа најголемите промени кои што настанаа во склопувањето на сценариото помеѓу драфтовите? Што беше константно, а што беше поотфрлено? Кои беа дилеми кои што ги имаше во сценариото? Ако добро се сеќавам, мислам дека најдолгите сцени во филмот главно помеѓу Мими и Сара и неколку сцени што се важни со Мими и Андреј, например, и Мими и ликот Сашко Костов, беа од почеток присутни мислам во друг контекст и меѓутоа последните 2-3 верзии на сценариото беа многу повеќе работа на преструктурирање на работите, отколку на нови леери во приказната. Мислам, сега имав и малце луксус да имам доволно време да работам на сценариото, бидејќи ова зборам, мислам дека почна да го пишувам 2018 година. Океј. Тоа е пред 4 години. Така, да.
Јасно ми. И добивме некои пари за развој и супер. ангажираме скрипт доктор, скрипт консултант, супер. Кој во принцип имав неколку сесии кои ми помогна околу структурирање, не толку околу зашто е филмот, туку како ќе се. Него повеќе во структурата, да се нешто да се премести, нешто да се набие, нешто. Така. Помести, така да тоа беше. И мислам најголемите предизвици во втората, во досната фаза на сценарио беа тие. Така, значи, направивте некаква редукција за исфрлање нешто што му тежеше на тоа сценарио или дали скрати нешто, на пример, во контекст на тоа кога знаеше дека не би имал толков буџет за тоа да си го допуштам. Имаше мислам дека не, никогаш не ми падна на памет. Бидејќи од прилике уште на почеток кога го имав, кога беше уште на ниво на тритмент. Така. Тогаш го зборевме со Томи, продуцент, со Томи Салковски филмот. Така што од прилика знаевме во кои буџетски рамки би се движала како филм правиме по габарит, така што поаѓајќи од таму немаше потреба да кратам нешто за тоа што демеќе за ова не би имале пари или за така што знаевме од прилика во кои рамки се движиме. А го пишуваше сценариото со овие актери и актерки на ум или? Не. Подоцна. Не, мислам дека е тоа погрешен. Погрешен. Мислам, можеби некогаш може да функционира да пишете улога специјално за некого, меѓутоа реално имаше баш со Пол Шехер читав интервју за сценарио. Добре. Кај што вика ако замириш Ал Пачино како ти го збори диалогот и ти звучи многу добро. Значи Ал Пачино е добар глумец, не ти е добар. Да, не е до диалогот, верувај. Мислам дека од многу причини може да биде штетно да се врзете со конкретен актер за мислам природно ви доаѓа, бидејќи пишувате во слики. Јасно. А меѓутоа мислам дека малку и свесно се борам со тој момент да не замислувам конкретни луѓе. А даваш биографии на карактерот или поставаш простор да истражат и да дојдат со свој пристап актерите? Или соработка е некако? Мислам дека зависи. Во принцип копаме до таму каде што дозволува ликот. Мислам дека не мислам дека е мислам ако на некому помага супер, меѓутоа сега да отидеме до трето колено на Мими, трето колено до Бујкови. Меѓутоа помага, знаеш што помага? Често пати ако по сценарио чисто како проверка на приказната, е добро кога ќе пробаш да ја напишеш истата приказна, меѓутоа од позиција на друг лик. Супер. И тогаш едноставно го гледаш главниот лик од дистанца. Така што тоа да. Значи таа интервенција. Така интервенција, ама тие се тоа не се ни драфтови, не се ни тритменти, не се ни синопсиси, него се едноставно белешки кои друга визура од друг лик која што се наметнува, да. Знаеше крај кога го почна да го пишуваш филмот? Не знаев. Не? Значи дозволи да те води, да. Крајот не го знаев. Крајот дојде ваков како што е сега, дојде во оваа втора фаза на преструктурирање која ти кажав. Например, сега добро не го гледале филмот луѓе. Добро. Првата сцена не беше прва, него беше негде на пола. Добро. Сцената со бебето у базенот беше. Добро. Тие некои работи ги Добро, тоа дополнително и во монтажа предпоставам дека има монтажа не интервенивме толку, да, мислам дека во принцип така е. Монтажата во сценариото ја имаш правено, така да кажеш. Добро. Некои кратки сцени исфрлив во монтажа, многу кратки. Така? Мислам безвезни, да. Добро, значи не му тежеа толку многу на филмот, може да функционира и без нив. Окей. Имавте доволно проби колку што посакуваше пред снимањето? Имавме да со тоа што на 2 недели пред снимање Наталија фати ковид. Тоа беше малце. Од една страна беше стрес за сите нормално. Така. Сега зборуваме ова се почетоците на ковид пандемијата, сценариото пишуваме како што кажуваш 2018-2019 е работено сценариото. На крај памет не ти било дека има ковид, ќе има пандемија. Меѓутоа процесот на вежби и снимање е во 2020, така што претпоставувам дека попречи во процесот на пробит, или? Па попречи, да, мислам. Од друга страна,
толку многу проблеми има на снимање што ковидот беше уште еден само. Да, дополнителен, да. Ама мислам не беше пријатно стварно, беше поготово што се случи. Од друга страна тоа па ни даде уште малце време за проби. Така што на Skype правевме проби. Супер. И беше супер. Се спремивме уште тоа што остана некои нејасни работи минимално ги спремивме со останатата екипата и окей беше. После само што мислам ако го трнеме, тоа ми е највише жал што ако го трнеме ковидот на страна, другото све течеше супер, мислам беше. Јасно. Тоа. Ова е очигледно единствената придобивка што се добиле тие 2 недели плюс. Единствено добро ковид што има направено во светот. Да, почекавме да искочи од карантин па да за да се снима. Колку имаше по импровизација на репликите на самиот сет? Немаше импровизација. Немаше? Добро. Мислам, можеби нешто имало ситно, меѓутоа во принцип на пробите беше работевме на проби. Добро. И затоа беше битна таа химија што ја порепме преска за на кастингот, едноставно да имаат динамика меѓу себе. За тоа да изгледа како природен разговор, како природна. Така што неколку луѓе ме прашаа дали импровизираат. Што мислам дека е комплимент и за актерите и за мене. За флуидноста на нивната игра пред се. А ги доби сите локации на кои што сакаш да снимаш? Или имаше некоја за одредена сцена која што ги добивме сите. Мислам дека се погоди, да. Имаше една само, мислам дека беше опција да снимам во базенот центар. Тоа, добро. Ама мислам дека е преголем тој базен, сега да гледам. Имаше беше покомплицирано да се добие таму дозвола, мислам добивме, ама имаше повеќе фактори. Добро. Пошто моравме да грееме вода и све тоа. Така. Да, тоа чини дополнително. Да, така што снимавме во базенот Карпош. Така, и тоа е како алтернатива. Денеска кога го гледам филмот, мислам дека поише одговара и снимавме во Куманово базенот. Така. Мешавме. Кој што е често користен во нашите филмови. Не се гледало дека Куманово. Да, апсолутно, мислам базен. Да. Тоа е тоа. Колку долго го снимаше филмот? Продукција? 5 недели. Добро. Мислам дека беше сосема доволно, дури повеќе доволно. Имаше некои денови што беа прилично опуштени. Имаше интензивни ептен. Така. Ама имаше Меѓутоа имаше некои што се едноставно кога ќе појде од рака. Имавме многу такви денови. Имавме простор да обично во тие денови да баш да начекаме одреден амбиент или сонце или облаци или да потрошиме повеќе време на глумачки текови. Супер. Така што и тоа многу помогна во спонтаноста што ја спомнуваш. Едноставно имавме време да го направиме кој што сакаме. Практично мислам дека во текот на снимањето, ако добро се сетам, мислам дека не направив ни еден компромис. Дури и тие сцени што беа со многу статисти и тие ги снимавме. Така, мислам беше стресно пошто имаше многу луѓе па со маски сите и све тоа. Да. Меѓутоа не ги прилагодив на ковидот. Снимаш многу текови или доколку се држиш од прилика? Тоа ме зезаат глумците стално. Добро. Кога треба да е на некој дизајнерски кадар дека правиме 50 дека кога треба да е нешто важно правиме 3 се шалам, не. Добро. Добро се подпираш на актерите. Шалам. Во принцип снимам толку колку што треба, некогаш се 3 тейка, некогаш се 30, некогаш се 15. Мислам дека просек ми е 7-8. Меѓутоа зависи, стварно зависи од обично кога се многу тейкови, кога се 27 направиме еднаш, никогаш не е до актерот, мислам дека и актер не, мислам кој сака нека после 30 тейка више, мислам. Сеќе ти даде што може, мислам како. Само ќе го измалтретираш. Мислам дека обично кога се толку многу тейкови прашања, обично некој технички проблем или е тежок кадар или е едноставно нешто што треба да се потрефи, координација со луѓе. Посебно ако снимаш, како што викаш, масовки или ако снимаш со ефект. Или ако си на фар или на движење. Тоа е технички поголем проблем. Поминав пред пијаца кога снимавте преку ден некаде за втората емисија која ја правам кај 5-6 часот, така што не знае дека ти снимаш, меѓутоа видов дека има екипа, испоследно ти беа надвор актерите, сите со маски, додека вие ја разклопувавте и ја враќате пијаца да функционира. Тие видов екипата под маски, имавте потешкоти и со снимање на некоја од локациите поради околина временски непогоди, па да требаше да преместувате распоред нешто? Во принцип не, затоа што беше прилично планот имаше некоја нормална динамика, така беше спремен. Добро бевме спремни ептен. Мислам долго време
тука помогна ковидот затоа што со Дејан и со Игор Тошевски се шетавме цело лето, баравме локации. Така. Во принцип бевме во Скопје цело време. Имавме кавер се тој станот на ми беше спремен од сам старт, така што мислам дека еднаш само ни имаше најава дека ќе врне, едноставно само се пешалта. Океј, ги снимавте другите, да. Полесни сцени. Супер. Али во принцип немаше некои сериозни. И прилично и времето беше станало. Значи план Б. Залади во еден момент, ама. Добро се. Тоа сакал или не на вечер е поладно. Интериерите би беа како план Б доколку надвор би имало некаков проблем со временските непогоди. Постои страв дека нема нешто да изгледа така како што си го замислил, да не го доловиш па да мораш да се вратиш на сет или да преснимиш сцена или да носиш некој решение кој што не ти се мили. Имаше тука таков некако па не, дилема? Во принцип немавме ништо такво. Океј, добро. Значи немаше дополнително решение да правиш. Еден кадар еднаш го преснимивме. Добро. Затоа што кога чекавме некој magic hour, ама во првиот пат кога снимавме не се стемни долно, беше некако 15 минути порано беше сниман. Добро. Така што имавме време на еден ден и рековме добро ќе почекаме. Ама не, во главном проблемот беше што најголемиот, мислам, предизвик што се однесува до планот на снимање беше што Наталија минува фризура на полото. И е во секој кадар, значи немаме ние не можам да ја олабавам. Немаш стандин, немаш дабл, немаш. Не можам да ја олабавам. Као те нема овие 5 сцени, ние ќе снимаме сега нешто друго, него мора да биде тука цело време. И онда ако има она промена на шминка или гостин, моравме ние да го чекаме тоа за да можеме да продолжиме да работиме. Тоа беше едната работа, и другата работа дека снимавме со бебе. Да. Мислам супер беше бебе, освен меѓутоа кога ќе му се приспие на бебе, му се приспива и така нема снимање. И толку е, да. Тоа диктира. Да, и некогаш се случуваше да ги снимаме сцените наопачки, буквално, да ги снимаме прво кадрите со бебето, па после да се вратиме и да смислиме кој каде стоел, така да тоа беше малце. Океј. Сте приспособувате. Мислам ништо страшно, така што немаше, мислам, некој. А која па беше најпроблематична сцена за снимање? Која ви зема најмногу тека? Број на текови е, мислам, ја ги правам колку што имам време. Не, окей. Значи дека ако сме направиле 28 тека. Таа е комплицирана. Не. Дека е била тешка. Која ти беше најпроблематично да дојдеш до тоа што сакаш? Во принцип, последната секвенца од филмот, добро, во станот на Сара, тоа е долга секвенца, ја снимавме, мислам, нека 2 дена или 3 дена, нешто такво. И плюс е фрагментирана многу. Се случува на многу места, а е во практично као во real time. Има тепање. Што бара кореографија? Бара и мислам малце непријатно тоа, како и да врти. Знаеме дека е филм и мислам окей е све и пазеа сите и да. И они беа координирани и Оливер и Тамара, меѓутоа мислам едноставно е малце непријатно. И пред тоа има тешка сцена која што е конфронтација, тивка помеѓу Сара и Мими, што беше, мислам, едноставно бара време да се дојде до таа состојба, така да тука мислам дека посветивме малце време повеќе. Така. Останатото тие што се продукцијски малце по комплицирани, кога има многу луѓе, кога има ама тоа некако се спремни за тоа. Знаете дека окей, ќе се губи тука време, сигурно дека со таа мисла и така се планира денот. Така. А снимавте некој ден повеќе часа од предвиденото? Да. Така не се нагази многу. Немаше овертајм воопшто. Океј, добро. Колку што е сеќавам, мислам. Можда да имало не знам. Давај нешто ситно. Кога гледаш филмот денес има во некоја сцена случување што гледачите на пример не го знаат, ама тебе те потсетува на снимањето таа сцена кога ја гледаш? Па секоја, затоа што тоа е филм како беше Кроненберг го едно интервју дека тоа е као документар за твојот живот. Да. Секоја сцена, секој реквизит, секоја све е врзано се има. Што мислам и пријатни и непријатни работи што се случиле дента, меѓутоа знам се сеќавам еднаш Наталија вади леќа од овој и едно се заглави леќата и нема, тоа е, мора да излезе. Тоа беше непријатно, тоа кога гледам малце ми
Има уште некои ствари. Така, дали па имаше потреба од ставање на флешбек секвенца за случувања кои што претходеле на ликовите или па секвенца за сон, халуцинација? Имаше место за употреба на тој филмски јазик во овој филм? Флешбекови не. Не сум некој голем фан на флешбек. Мислам дека стално изгледаат лошо, не знам зашто. Мислам дека и у големи филми кога гледам флешбек имам некој проблем со тоа. Она што ми беше важно во сценариото, што можеби највише време посветив, е информациите што ги добиваме за бек приказата на ними се информации кои не ги добиваме преку диалог, него ги добиваме преку слика. Ако ги пропуштите тие кадри нема тоа нема да знае. Тоа е јасно на крај. Јасно, да. Бар за мене. Така што тоа ми беше голем предизвик и мислам дека секогаш барем мене ми е поволо кога гледам. Наместо некој да каже, во експозиција, во тропник, него да се види и да ги споите коцките сам преку тоа што го гледате, бидејќи филмот е визуелно, да се потсетим. Точно е. Така што тоа е. А што се десува до халуцинации, има моменти во филмот кои не сме сигурни дали се халуцинации или не се, и намерно и се снимени така, мислам, можеби по-класично решение да ги снимам на поинаков начин или да смениш леќа, да. Меѓутоа не го направив тоа бидејќи сакав да бидејќи сме секако со неа цело време. И е неизин point of view цел филм. Тогаш зашто би ги минувале тие? Да, не би го дисторзирал тоа. Можеби е све дисторзирано. Меѓутоа ја чувствуваше потреба да влезеш во нејзината глава и да му даеш на гледачот, например, затоа и сонот го напоменав како еден од тие фактори. Мислам дека она што ми беше поважно е да ја видиме нејзината состојба од надвор и да се почувствува дека сме со камера блиску до неа, во нејзиниот приватен простор. Така. As close as it gets, најблиску што може да се добеже. И поготово тие клаустрофобични простори кај што екзистира она. Тоа ми беше важно, многу повеќе неголи да покажуваме нејзини халуцинации или како нас. Мислам дека на чуден начин по-интересно било секогаш кога ќе видите крупен план и кога размислувате што има зад очите. Да. Зад завесата. Напомена дека го имаше консултанти во контекст на самото сценарио. Кажи ми, колку се важни пред се тие програми за развој за сценарио и воркшопови? Гледаш полза во нив и како може, например, на еден режисер сценарист да му помогне тоа за да согледа некаде некаква си проблем кој што можеби треба повеќе да обрне внимание во сценариото? Колку се важни за прашање да се поставиш на себе си? Секој разговор за вашето сценарио е драгоцен, особено професионалци. Проблемот е што секогаш е до тебе, до тој што го пишува. Ти ги носиш одлуките, да. Никој од тие луѓе нема да го земе сценариото и да го напише. Да. Тоа е една работа. И друга работа е што обично на тие воркшопи, поготово кога се групи во прашање и све тоа, не треба да се заборави моментот дека од другата страна имате човек што сепак работи 10 сценарија во исто време. И дека сигурно ќе понуди решение кое што е сигурно, кое што функционира на ниво на сценарио. Така. Меѓутоа не знае дали од другата страна седи режисер кој што има вакви или онакви афинитети, кој што има или нема талент. Така што треба да се земе предвид чисто, не викам да се отфрлат, апсолутно дека треба да се оди што повеќе на тие работи. Меѓутоа треба затоа велам пак е до авторот. Треба да процените во кој момент е тоа корисно, во кој момент е едноставно ќе го амортизира тоа што сакате да го. И нема тоа да биде филмот кој што пред се сакаш да го снимиш, со оглед на тоа што сепак се наметнува друго. И уште една работа дека во мојот случај кога работев, јас работев сам, еден на еден. Значи ние го најмивме човек што ти работевме. Така што друго е кога имаш се развива некој однос, се запознавате пред се. Така. Али во секој случај е корисно, мислам, во било која форма, затоа што едноставно немаме ние, за жал, немаме ние баш нешто многу сценаристи кај нас. И немаме многу прилика да работат. Така. И од тој аспект е апсолутно некој професионалец ќе ви го распарчи сценариото и ќе ви извреѓа. Мислам дека е чисто само ради тоа искуство вреди да се отиде на било таков конкурс за развој или на воркшоп. Затоа што да видите дека не сте баш
гениалец. Точно. Нека зема Оскар у синоќе у Када за сценарио дека е гениален филмот, ама не е баш. Така заради тоа што друг пар на очи ќе ги види проблемите кои што можеби ти си навикнат и отрпнат на нив, меѓутоа со тоа искуство може да ти отвори тебе прашање кои што чекај па, стварно можеби има нешто овде вака што би размислил. Обично се добрата работа е што обично се сите тие груби луѓе во презентација, мислам тоа е треба, тоа е работата, да. Работа и тоа е окей. Едноставно малце ќе се преиспиташ суетата, малце ќе те спушти на земја. Дури да не се согласиш, дури да не го прифатиш на крај, тоа едноставно ќе те соочи. Супер, одлично. Имаше филмови кои што им ги реферираше да и погледнат актерките или па техничката екипа за да се долови можеби некаков ситон сензибилитет на кој што се цели? Па што се однесува до референции, обично ги користам на почеток. Супер. На сам почеток, чисто. Така. Изгледа е ова. И тоа не за да копираме нешто или не, туку повеќе за да видиш да видиме сите ние до каде може во однос на дадената задача. Така. Во која све екстрема може да се испитува. Така? И како тоа го направиле други. Да. Меѓутоа тоа е иницијално на почеток. Добро. Иначе гледавме, мислам, плюс е супер пошто разговараш за филмови. Да, тоа е убавото, да. Гледавме Рипалжон на полански, например. Одлично. Гледавме Джекобс Ледер. Одлично. Филмовите на Лин Римзи ми беа референца на почеток. За некои работи беше Педро Алмодовар, например. Окей, добро. Така што, тоа мислам тотално скроз што е нужно за да се изгледа, за одредена проблематика да се согледа дека добро, окей, се иде. Мислам работење со референци знае да биде многу проблематично, бидејќи ако ви покажам кадар и ти кажам слушај, ова ќе биде вака, ама ние ќе го направиме така и така. Ти го гледаш во твојата. Ја гледам едно, ти гледаш друго. Точно. И плюс тоа што функционира некаде функционира од милион причини. И од други фактори, од контекст, кој што не можеш туку така да го извадиш. Мислам, ти можеш да земеш кадар од вонкарва и да го преснимиш тука и нема да има таков ефект. Со среќа. Да. Дури да успееш. Тешко да ги успееш, ама дури да успееш. Да, во ред. Имаш тие костими, глумците да ги донесеш. И локациите да се со дупките во зидовите. Нема да го постигнеш тој ефект, бидејќи има други работи таму кои што точно кои го прават тоа да имаш таква емоционална реакција. Точно. И затоа што се однесува до референции на почеток, да, чисто да се малце подобро да се запознаеме и да се едноставно да се отвори муабет. Меѓутоа подоцна сум малце едноставно се подоцна се работи твојот филм, тоа е тоа. Да си најдеме нашата органска, нели, нашето ткиво како да го направиме. Апсолутно. Кинематографер е Дејан Дименски и барем јас забележувам дека во твојот филм Дороти не е повеќе во Канзас и градските светла се една твоја представа на свој виден Мулхоланд Драйв кој е подготвен да ја проголта Мими. Кажи ми зошто баш Скопје и во какво светло сакаше да го прикажеш со помош на Дејан? Односно како сакавте градот визави Мими да го прикажете тој сооднос? Па на визуелен план. Што се однесува до визуелните аспекти, пошто Скопје е присутен во филмот многу, меѓутоа присутен некако позадина. Или оно што го гледа Мими, или е позади крупниот план на Мими, градот. Така што оно што баравме е да добиеме еден визуелен континуитет на Скопје, што го нема. Преска го спомнам. Така. Едноставно да добиеме една компактна слика. Во исто време да добиеме слобода на актерите. Да не го гушиме снимањето со премногу техника. И некако природно се споја два контрасти помеѓу она што се вика кадрирање и движење на камера, за да не навлегуваме технички. Да. И она што е светло во филмот. Така што светлото е прилично грубо. Да. И храбро од страна на Дејан многу. Да. И во интериерите и во екстериерите. Така. Меѓутоа начинот на кој е компониран кадарот е прилично прецизен, многу малци. Да, многу на рака има, многу малку има на рака, да. Повеќе стедики. Се елегантни движења, нема стедики. Добро. Што стедики не сум толку мерак. Добро, кој што сакам ригидни движења, да. Супер. Бидејќи тоа ве тера да работите повеќе со актерите и со немате флексибилност како на стедики, ми тоа ми така.
Сакаш малце по-хумана димензија да има, во пристапот на снимање, да. Предизвик ми е за работа тоа, да. Супер. И така што тоа беше и бидејќи работевме во исклучително тесни простори. Обично кога бараме локации, увеќе секогаш викаме најде дупло поголема самопослуга и дупло поголем стан. За да можеш да влезеш со цела техника и екипа. Овој пат рековме, окей, забори све, ќе бараме тоа што ни се свиѓа, колку да е тесно. Значи стрип даун ќе идете ако треба дури со техника, да. И ќе го третираме како да едноставно ако нема простор за широк план, нема да снимаме широк план, ќе правиме сцената во крупни план. И тука помогна многу што снимавме, затоа обршме да снимаме во Синемаскоп. Така што кога има крупен план, секогаш има елементи околу, секогаш има контекст и тоа на чуден начин го прави уште по клаустрофобичен филм. Ги затвара сепак е широк план, значи. Зошто се одлучивте баш на 2.39.1? Тоа доаѓа со анаморфните или доаѓа со... Има може да го направите со сферични објективи. Да, да сликате, меѓутоа Синемаскопот наместо да сечете од горе доле гледа плюс лево и десно, така што кога целата деформација е почудна малку. Да. И особено во мали простори доаѓа до израз. Обично традиционално тоа се врзува за пейзажи, за така за лендскейп, измислено е. Функционира многу добро во интимни филмови, барем за мене. На пример, ми текна на сакува спомна референци. Ми текна на Клута кој ти текнува со Джейн Фонда. Така. Тоа е на пример клаустрофобичен филм, тој е снимен во Синемаскоп, што има прилично храбра фотографија. Тоа беше на пример. Одлично. Како е една од референциите, супер, да. Да, го изобличува, меѓутоа ти дозволува тебе простор на лево и десно да ставиш што сакаш, значи ако ригиден аспект имаш, ќе бидеш затворен со можностите, така? Значи ова ти отвори, претпоставам, димензија за играње, за кадрирање. Мислам во тие станови кај што снимавме баш обично постои момент да ми кркори стомаков, извини. Да. Знаете, се случува често да пример снимаш крупен план на глумец и он ќе стане и ќе рече леле извини, стоп. Дали сум ти укадар или нешто. Овде го немаш. Се секира колку сакаш прави. Да, слободно стани слободно. Да, што ако сакаш уште си во кадар. Нема рефлектор, не Да, нема одбивање. Филтер што ќе се удриш. Баш беше слобода и тоа помогна многу. Супер. Што користеше 40-60 нешто? Или мешаш? Поинаку знаеш да бројките во Синемаскоп дупло пошироки за све, така да имаме. Путат вас. Да, така да 60 мм е многу широко. Океј, добро. Така што технички ќе ти биде 3 објектива. Добро. Што ни беа повеќе од доволни. Така што некако и секако и во други прилики кога работам, обично јас седам оптиката на 2 или 3 ја минимализираш, да. Пошто тоа некако дава убав континуитет. Многу мрзам. Кој е дисперзирана, да. Сите објективи од куфа ги користат во тоа ми. Да, освен на колку бара тоа од филмот да е фрагментиран, па да треба да се играш на тој начин, ама ако е концизен, подобро е да си лимитиран со оружјето заради тоа што ќе се изгубиш како автор. Мислам дека тоа е по-конзистентно. Како беше па искуството со снимањето на подводните сцени со оглед на тоа што нели немаме толку голема можност за работа. Дојдов во Словенија. Така. Тие бејќи двина на филмот исто. Така. Од Мурина екипата најверојатно. Па не знам дали се. Да, па истите се. Тие се тие. Ги ангажиравте прилично. Не дојдоа еден ден, снимавме со нив, супер. Мислам добро, едноставно треба да бидете спремни, само дека можеби ќе снимате еден кадар од денот и тоа е тоа. Или два. Да. И едноставно треба трпение. Така сам како со сите тие, тоа се специјални снимања. Едноставно си бара време. И да се молите дека ќе успее, тоа што го правите по вола. Што довербата е во нивни раце, така мислам. Тоа беше исто интересен ден. Така, значи едно ново искуство е сепак за еден режисер. Сепак доверба можеш да имаш. И за бебето од 3 месеци. Апсолутно. Тапетите со за Едисонцето, чија идеја беа во станот? Моја, тоа го пишуваш во сценарио. Добре.
Мислам дека го најдов на интернет, па му го пратив него да ги спринтат, добро. Да. Сакав да има мислам тој изгледа стилизирано многу, меѓутоа ако добро се сеќаваме, имаше многу станови со тапети дома. Тоа баш со многу по-хистерични од овој што. Така. Што го ставивме ние. Од палми, од Ама приличува изгледа впечатливо е. Да, супер, да, некако не знам зашто, ама го видов тој стан така на почетокот на филмот со кога се гледа само некако не мислам. Добро, тоа е екзотика му прави на тоа тривијалното го естетизира на едно друго рамниште каде што тоа е еден свет во свет, еден микросвет. Има логика да е тоа стан што не е пипнат од 87-на. Тогаш било во вода, да. Монтажер е Владимир Павловски. Тој создава едно спорадично темпо, кај што се остава доволен простор и гледачот да се запознае со интимата на ликовите, а и актерките да демонстрираат своја глума. На каков ритам целевте со монтажерот? Па, ова ми е втор филм со Владимир. Така. Работевме фамилија Марковски со него, меѓу време, меѓу 3 дни септември и Мими. И се знаеме прилично добро и добрата работа со него е што има многу монтажери што многу сакаат да режат и да сечат. Океј, да. Во денешно време поготово што имате, нели, има Авид и све достапно едноставно. Нашиот начин на работа имаме тенденција да ги раскажеме сцените обично во со најмалце резови колку што дозволува сцената нормално. Некогаш влегуваме во некои ритмички, особено во диалошките сцени, кај што си влегуваат една во друга на диалог. Да, океј. Актерите. Што е нужно? Што е нужно, да. И таму намерно се во некои ситуации малку се набиени. Се шалев малце како на филма Хауард Хокс. Да, океј, добро. Ама во принцип ниту па нешто, јас многу сум некој фан на каверидж. Повеќе би посветил на еден добар кадар него или на 10 краки да сечеш, лепиш да просечни. Та мислам искрено не верувам дека мислам монтажа е многу креативен процес и стварно е прекрасен и многу работи може да се подобрат, меѓутоа не верувам дека филмот се раѓа во монтажа, не мислам дека се раѓа многу порано. Ако знаеш што да снимиш, ако нема енергија на во тоа што сте го снимиле, мислам дека нема баш спас. Така. Како љубител на жанрот, ова е моје мислење, можеш да не се согласиш, би сакал на пример трилер елементите да се распространети и во другите сегменти на филмот да ги има, за да се добие нели на дополнителната динамика, а не само во пресвртот. Кажи ми, целевте да има една градација која што ќе води кон едно насилен прилог каде што ќе си го најде своето место, тоа беше во контекст на она што го целев е малку да не знаеш на кај иде филмот во момент. Добро. Мислам свесно. Така. Тоа можеби е ризик и можеби некој ќе као со секој филм или ќе ги прифатите правилата на игра или нема да ги прифатите. Точно. Меѓутоа навистина не сакав да предам во комплетно да предеме во жанровски филм, дека мислам дека малце ќе го избанализираш целата приказна. Мислам постои жанр во смисла на форма, постои во Добро. На пример во музиката да речеме, евоцира овие што ги пушташ малце Бернард Херман и Пино Донаджи. Да. Или може не жанровски, ама романтичен момент постои. Меѓутоа она што сака повеќе е да во еден момент на филмот не сте баш сигурни на кај ќе заврши приказната и кога ќе стигне до тој крај да не сте свесни како дошло до таму. Така, дезориентација. Да бидете малце гледачот малце затечен во небрано. Да, како се најдов цело нешто у хорор. Што се дешава, да. Нормално ова е све суптилно, не е во не експлицитно, да. Во некои екстремни димензии. Така, ја напоменавме музиката, композитор е Александар Пејовски и колку што јас можев да слушам, неговите музички вињети ми беа најпогодни во миговите кога делува како приспивна песма, која што како ехо се провлекува од минатото на Мими, за да го наслушнеме, нели, тоа неискажливото. Која беше функцијата на музиката која што со Александар ја договаравте на почетокот? Па ова е прв пат да мислам обично со 3 дена во септември кога сум направил 100 филм. Добро, окей, имаш кратки. Имавме се број. Да, добро. Да речеме, размислуваме за музика од кога го сними филмот, од кога веќе имав некаква
монтажа. И обично е така, често пати се случува тоа. Овој пат некои од музичките парчиња, особено почетокот и крајот, кои се најамбициозни музички парчиња, ги напиша на, мислам, он така сакаше, ги напиша на сценарио. Не на слика. Мислам, нормално после претрпе измени за се разбира, се адаптира за тајмингот, нормално. Меѓутоа, она што сакавме да го направиме да има еден како дел од овие лажни трагови што ги збориме, да почне прилично можеби амбициозно и бомбастично, меѓутоа мило и подоцна да како иде приказот тој сентимент кон крајот да се намалува бројот на инструменти, да биде многу поинтимна музика, да се на крај повторно да се вратиме на еден фул оркестар што е крешендо. Пука од сите, Крешендо на самиот филм, да. А кога е еротска сцена во прашање, ме интересира каков е твојот пристап во поглед на употребата на музиката и ритам во монтажата во контекст на самите резови. Користиш или па можеби повеќе бркаш натурализам? Во која сцена? Во контекст на еротските сцени кога треба да ги снимаш. Искрено ти кажам, пошто секој режисер има различен пристап во монтажа, се зборувам, затоа што некои на европските повеќе ги сакаат да бидат оттргнати, дисторзирани од музика. Мислам, ова е според моите критериуми, што не верам дека се не мора да се правилни. Затоа и тебе те прашувам. Можеби и не сум репер, пошто ја го правев филмот. Добро. Иако има одредени сцени кај што гледаме тело, и сето не го доживувам нешто посебно еротски филм. Добро. Она што беше свесна одлука има два секса, не се лажам, да ги направиме колку што е можно по механички, по сувопарно. Така. Бидејќи тоа е говори за ликот на Мими во тој контекст, значи не се стани таму ради некаков екзибиционизам, него повеќе како објаснување на ликот. Така. Дополнително. Така што да, ти ако прашуваш за сексот конкретно, беа така смислени, така концепирани да биде колку што е можно по сувопарното и по механички. А што се однесува до останатите сцени што можеби некој веројатно може да ги доживее како посензуално, искрено ти кажам, можеби сум погрешниот човек да го прашаш, бидејќи ја не ги осеќам така тие сцени. Океј, добро. Напротив, ми изгледа тотално анти еротски во можеби затоа што сум контаминиран со сценариото, мислам, ако направите скриншот од филмот и го покажете негде, можеби ќе се добие тоа еротски, меѓутоа во контекст уопште не мислам дека не го ни разговаравме тоа никогаш. Мислам со Наталија никој. Да. Мислам разговаравме што ќе се случува во сцената, меѓутоа не мислам дека еротика зборот дека не го употребивме никад. Добро. И затоа е од почеток до крај. Да, и затоа ми беше прашањето во начинот на кој што ти ќе ја склопиш, не на начинот на кој што ти ја снимиш, на начинот на кој што ти ја снимиш, тоа си одговара за сензибилитетот, за потребата на филмот. Твојот пристап ме интересираше во контекст на склопувањето на самата сцена и функцијата која што ќе има во филмот. Обично колку помалку се мислиш на тоа, обично толку подобро излегува, бидејќи не снимаш еротска сцена затоа што е еротска сцена, мислам ова зборам хипотетички сцена. Да. Туку има зошто постои. Има некои однесувања таму што треба да се види или што и да е. И едноставно се бавиш со тие работи, не се бавиш со тоа дали сцената е еротска или не. На страна тоа. Каде и колку употребивте визуелни ефекти? Визуелни ефекти, значи, во 3 дена септември има 15 кадри со визуелни ефекти. Океј, супер. Стварно има. Супер. Има некои што се сериозни. Да. Меѓу другото. Во овој има еден само. Така. Базенот. Не? Не, базенот е све реал. Све реал? Добро, супер. Има еден кај што на почеток кај што споивме два кадри. Така, добро. Ама нема, базенот е реал све. Супер, одлично. Колку предизвик стварно направивме тоа што го направивме. Супер. Сломо си е сломо. Тоа е тоа. Колку предизвик е наоѓање на копродукции за еден долг филм? Со оглед на тоа што Хрватска и Црна Гора излегува пресред за твојот, па во што се состоеше нивната поддршка, техничка екипа, актери, како? Па во изминативе 2 години со ковидот и со
Мислам, овие кризи што не се случуваат све тоа се све потешко да се. Така. Се едноставно. Фондовите се кратат, се намалуваат, затворени се. И тешко е, мислам, дефинитивно. Од Хрватска добивме, мислам, така и го концепиравме целиот продукцијски концепт да добиеме кадри што се релативно дефицитарни кај нас. Океј. Или има еден или двајца па тие се зафатени или така натаму, така што добивме шминкерка од Хрватска, Ива Куроваса, која има огромно искуство. И навистина голем професионалец. Имаше тука некои работи во шминка и во маска што мислам не се приметуваат, меѓутоа беа многу тешки да се направат. Супер. Така што тоа беше голем придонес и таму работев постпродукција на слика и мислам на читање свет на колор корекција и финален микс. Добро. Црна Гора се вклучи покасно. Имаше некои ситни доработки во миксот, што ги направија они и имаше нешто околу дизајните. Океј. Така да тоа е. Домашна премиера на Cinedес, кај што специјално признание е доделено на Наталија Теодосиева. Колку ти е важно да биде гледан филмото и разбран пред се од домашната публика? Па поише ми е важно да ја гледам. Добро. Да ја доживеам, него да ја разбран. Добро. Искрено, па сега мислам, утре се вале може да збориме ние за автори и за авторски став и така. Мислам, филмот е медиум за публика. Мислам, фер. Кој сака нека е. Дури у време на Бергман тие филмови биле гледани. Ако денес ги гледаме како не знам некакви си реликвии од друго време, реликвии така натаму, тоа биле филмови што луѓе ги гледале во кино. Така е. Луѓе кај нас. Така е. Така што не постои човек на светот што не ќе да му биде филмот гледан. Апсолутно комуникацијата што има филмот со нормалната публика, кога зборам нормална, не мислам дека тоа не се професионалци или не разбираат, зборам на човек што купил карта и се потегнал да отиде да го гледа. Точно. Тоа е едноставно нешто што е уникатно и што стварно е прекрасно кога го прашање филм. И штета е да го нема. Така е. Па не, филмот е надвор од твоите раце, да. Баш дека е надвор од твоите раце филм. Да, и пуштане твоето е завршено. Секој ќе види различно, секој ќе можеби на некој ќе отиде на дејт на филмот, со девојка или со дечко или со шо и да е. Можеби со други очи девојката или дечкото ќе гледа по филмот. Можеби ќе му пропастам дејтот. Филмот не е повеќе во твои раце, да се разбереме. Тоа е клучно. Тука више Дарија не може да го обвинувате за тоа како вие ќе си поминете на вашиот состанок. Филмот играше и во Пула и Херцег-Нови. Колку сметаш дека е приемчива и универзално разбирлива приказната? Реагираат балканците на слични места или? Па можам да кажам дека и во Херцег-Нови и во Пула нека некако за разлика од тука многу полесно го примија филмот. Океј, добро. Што мене беше чудно малце. И тоа од луѓе кои не се од Балкан. Океј, добро. Така на кој начин кореспондираше во смисла на јасност, во смисла на разбирање на контекст, на смена односи на луѓе на што зашто прави тотално. Значи локацијата Скопје воопшто не им фигурираше, дека паралелата си ја направиле со нивните градови, одлично. Колку па има калкулирање на тематски одредници на филмови на пазарот на фестивали или на маркетите во контекст на тоа кои се популарни теми и што се секогаш има тоа, меѓутоа кога ќе дое моментот да дознаеш која е популарната тема, више е досна, така што мислам дека колку повеќе бркаш нешто, барем ја така мислам. Толку повеќе ти бега, толку повеќе бегаш од тоа што сакаш да го направиш. Има случаи, ако си паметен, да можеш да го искористиш нели тоа што е актуелно и да ја протнеш својата идеја. Меѓутоа сепак мислам дека треба да постои одредена искреност во тоа што работиме без разлика дали тоа како треба. И тоа како треба, затоа што авторот треба да има. Мислам искрено не сум баш некој фан на тоа одеднаш бран филмови на одредена тема што да не е битно. Да. Мислам трагедијата е што меѓу тие сите веројатно има и
супер филмови. Да. Меѓутоа има и многу што често пати се едноставно се ствара една аверзија. На пример, ќе ти кажам, сеќавам на ФДУ, една година излегува многу филмови со имигранти. Аха, да, тоа беше. Ова беше одамна, пред 15 години. Добро. Можда. Не мигрантскава криза, него со луѓе што живеат во Германија. Гастарбајтер. Еден по друг на ФДУ, пошто му стига на Столе Попов пакет цел да гласа за Европска филмска академија. Така. Еден по друг ги гледавме Геген ди Ванд и Dirty, како се каже, Dirty Pretty Things на Стивен Фрирз. Pretty Dirty Things, да. И уште 2-3 филма кои што се бавеа со Да. Мислам, Геген ди Ванд и овој се одлични, се одлични филмови, со време гледа се така само што едноставно ги гледав еден по друг сите, едноставно се што им е на луѓето, да. Што мам, бе, што. Така што се случува поколку. Се случува, да, мислам. Во тоа море на филмови едноставно лесно може да ти промакне некој ќе ајде уште еден филм со. Да, во големиот контекст се стотици илјади филмови, така што кој знае што колку има што се окей, што ради одредени предрасуди не. Ама ете селекција кога секогаш го има тој проблем, така. Да, јасно. Кој ќе се издвои. Има демографија која што сметаш дека е најблизок филмот, односно која најдиректно би го доживеала мими? На гледачи, демографија на гледачи на која што би бил најприемчив? Па мислам дека отприлика возраста на лековите, мислам дека може да и луѓе на наши години кои се може постарат. Добро. Гледаш филмот со публика или издосаден ти го гледање? Издосаден ми е дефинитивно. Добро. Со оглед на тоа што ова издосаден го посочуваме заради тоа што треба слушателите да го земат предвид, бидејќи Ја сум го гледал 18.000 пати до сега. Баш поради тоа во сите итерации објективноста има загубено комплетно. Не го гледам пак, меѓутоа малце може. Мада интересно е со публика го гледаш поинаку филмот, така да може да се случи да го гледам со публика. Да, супер, да ја гледаш публиката, да. Уредовна кинопроекција. Одлично. Што би променил на филмот доколку би имал поголем буџет? Па, ако тргнам нешто да мирувам, би било друг филм, така што малце прашањево е трики е малце, знаеш. Знам. Затоа го поставам. Сум го напишал сценариото од одредени мои лични причини. Добро. И сум го снимал филмот во тој контекст таа година, со таа екипа, со тие луѓе и едноставно тоа е затворено тогаш. Кога би го снимал сега, дури со истите луѓе да го снимам, со истиот буџет и со све, ќе биде, не се сомневам дека ќе биде друг филм. Така што од тој аспект, добро. Мислам дека не би можел интелигентен одговор да ти дадам. Супер, а со што си најзадоволен од филмот, а со што најмалку? Задоволен сум затоа што работев со прекрасни луѓе стварно. Задоволен сум од целиот актерски ансамбл. Добро. Наталија најмногу, Тамара нормално, Оли и Сашко, сите мислам, прво сите тие луѓе ми се пријатели. Така. И баш некако не знам, одеше од рака све на снимање, тоа сум многу задоволен. Задоволен сум што со Томи е втор филм, што не направив ни еден компромис. Океј, тоа е супер. И сега тука се брзува вториот дел прашањето, а тоа е дека мислам не можеме да кажеме што не сум задоволен од филмот, меѓутоа кога работиш нешто што е комплетно по твое, за кој што никој не ти дава никакви ограничувања и ќе го направиш тоа така на крај, не мора да значи стално дека е тоа правиот начин. Некогаш работите излегуваат од конфликт, некогаш излегуваат од притисок, од нервоза. Така што вториот дел од прашањето ќе ти го оставам така, отворен малце, затоа што стварно ова ми е прва прилика да можам нешто да направам комплетно по моje и дури на почеток од сам старт бевме спремни сите да влеземе во нешто што е на некој начин и условно кажано авантура. Добро. Затоа и жанрот не е до крај, затоа и социјалната грама не е до крај. Така да има една зачудност во филмот,
која што треба време да помине за да можам да направам дистанца и да видам дали е правилно или не. Меѓутоа е својствена за тебе. Својствена е за тоа кога ќе кажеме дека гледаме филм на Даријан, гледаме филм на Даријан. Тука нема бекство. Затоа глупо ја да зборам, али фала. Затоа јас ќе го кажам тоа. Меѓутоа откако ќе заврши филмот да игра на фестивалите, на редовниот репертоар, како би останал филмот достапен за идни генерации, на пример? Што би можеле да направиме за, да речеме, за 10 години нова генерација на сниматели доаѓаат, нова генерација на деца сакаат да истражат вториот филм на Даријан, да го погледнеме. Па, знаеш како, имаме проблем ние како општество со континуитет и со почитување на тоа што ни е модерно културно наследство, тоа го гледаме и по архитектурата у градот, тоа го гледаме и по тоа што е практично сите културни обележја се голем дел се во руина. Например, многу малце луѓе имаат, мислам сега не сакам да навредам никого, меѓутоа многу малце од нас се свесни што све се има снимено кај нас. Да. Колку пати ми се случило да ми кажа нека супер, вие младите правите супер, доставиш од турци, од партизани, доставиш од такви филмови. Но одамна не се снимаат. Ајде да се подсетиме кој е последниот партизански филм и последниот филм со турци. Последните 20 години можеме да седаме на 3 преку сила или на 4. Да. Тоа значи дека некој 20 години не гледа македонски филм. Баш тоа. Мислам нормално не е крива публиката, меѓутоа мора да бидеме свесни дека едноставно континуитетот и писменоста што зборам на оваа сега модерно условно кажано писменост. Така. Едноставно мора општество се грижи за тоа. Точно. Мислам има на пример многу кратки филмови од Вардар филм што никој не ги гледал. Не знам ти дали си ги гледал. Дел да. Тие што ги реставрира. Јас сум гледал дел од на ВХС тие што ги на пример. И тие што ги зачува, да, тие што ги зачува и што ги ставија на DVD изданијата на кинотека, тоа ми е гледано. Меѓутоа има некои кои што не би можел да ги најде. Има на пример еден на Александар Герчунов, Весници се гледал тој? Не. Тоа е супер. Тоа е као игран документарец многу интересен. Меѓу хибрид нешто. Еден ден преку тоа како се прават весници и како се супер. Из цел град се случува низ Скопје. Тоа е супер. Мислам дека има 31-2 кратки, ако не се лажам, Вардар колку што. И не само кратките воопшто, мислам едноставно Посебно кратките се губат. Кратките заради тоа што долгометражните ќе завршат некаде на стриминг платформа на што и да е, ќе има некаква трага од нив. Кратките се како одек од едно време и избледуваат. Па и модерни кратки филмови нема прилика многу да гледам. Ако го пропушиш на фестивал нема да го гледаш, да. За жал. На пример, и тоа цело време се докажува дека луѓето сакаат да речеме кога беа карантините, пошто не пуштаат македонски филмови на телевизија. Имаше као цели циклуси. И имаше многу луѓе што не ги гледаат тие филмови, разбирливо. Нормално. И многу филмови си добија свој втор живот преку тоа. На пример, ми имаше огромен одек кој идеше 3 дена во септември. Така. Палам сега него чисто нова публика добива. Што не го гледа претходно. Така. Или го утнале едноставно ако во тој период 2 недели играл во кино и тоа е тоа. Во други градови ако игра ќе игра викенд само и толку е. Едно прикажување, 2 прикажувања, ако не го гледаш тогаш нема да го гледаш. Така е. Тоа е проблематика која што можеби бара дополнителна стандардизација за да има пристап човекот до тие филмови. И на пример кои иде кратки филмови имаше мислам дека на МТВ. Да, и на другите телевизии, Skynet имаше. Не зборам сега скоро беше во рамки на Добро. Златна рамка ги пушта избор на кратки филмови. Така. Што на пример исто така луѓе супер реагира. И ајде документарните филмови не се ни многу и можеби ќе отидат за месец дена ако идат сите, меѓутоа кратки филмови има доволно и не гледам причина зашто да не постои блок. И убаво било како журналче да игра пред долгометражните филмови. Така на времето што било. Германија до ден денес функционира тоа. Дури и државата ги обрзува дека мора да пуштите краток. Мислам, окей, супер, вие сте се синџер, не интересира, ама краток мора да пуштите. Тоа е тоа.
ако сакате во нашата држава да прикажувате филмови. Би снимил продолжение или па да се навратиш на животот на овие ликови па да се протнат во други филмови? Па се смеевме со актерките, следниот филм да биде Мими на Тајланд или Мими. Леле, добро. Мачете in Space. Добро, окей. Ко Емануела на Емануела, да, па. Има колку 12 дела, не знам колку се више. Не, со канибалците мислам во Америка. Не знам дали би снимал. Окей. Мислам дека може Или да ги вметнеш како споредни ликови во некој си поширок. Не сум размислил никога. Окей, добро. Just saying. Кој е твојот однос со критиката на твојот филм? Сметаш дека е потребна или излишно? Доби реакции од... Па мислам дека е апсолутно потребна. Мислам дека критика е нешто што ако постои уметност или ако постои творештво, мора да постои критика. Тоа е Така. дел од ланецот. Позитивно или негативно, не е битно. Да, јасно. Мислам дека е важно да има диалог на тоа ниво. Добро. Апсолутно треба. Кои се иницијалните реакции кои што и доби од гледачите домашни? Па, Барем со тие што можеше да разговараш ти? можам да кажам дека генерално се позитивни, меѓутоа имаше луѓе кои беа збунети. Но Окей, добро. што некако го доживев како комплимент. Супер си постигнал да ги дезориентираш во гледањето. Идни проекти. Знам. Се трудам да пишувам. Така? Мора да помине ова хаосот. Така? Да. Значи се филтрираат идеи за Па се филтрираат, ама добро. Тешко е стварно. Мислам стварно е постои мислам такво е времето се. Добро. Пример во порано имаме не режисери во нашата кинографија што направиле еден филм и што ги памтиме така. Фер, да. Александар Гюрчино го Да, ете, напоменат, да. Неговиот Така е. единствен. Од денешно време тоа не функционира баш така, едноставно еден филм, не значи ништо и секогаш е прашањето што е следно и што работиш сега и кога ќе снимаш пак. Да. Но и од друга страна не наситни сме, сакаме да Да, видиме што е мислам, можно добро, повеќе. такво е времето на едноставно на сатурација на многу контент. Така. Така што нормално дека треба да почне нешто побрзо да работам, а сега сум фаза на пишување така да. Окей, добро. А во контекст на сериите? Серија е супер. Окей. Штета што не се снима кај нас. Мгм, Се добро. снимаат малку, окей, Така. супер тие што да снимаат, меѓутоа ако видиме што се прави во регионов, Да. мислам дека Неспоредливо сме некако све може да функционира сегде само кај нас, не. Сите викаат не знам, книжари нема нигде, па не е баш дека нема, иди у Белиот ќе видиш дека има. Има. Викаат дека не знам, нема више весници, па не е баш така. Има. И да не се на хартија дигитални Само се кај нас. мислам. И нема више кино, не би рекол дека нема више кино. И може би е намалено, ама кај нас е на практично на стаклени ноги. Мислам, имаме 2 кино во Скопје на градот, колку милион жители, така што Да. вида се. Така што Поразително е малку тоа. да, малце поразително и треба да се работи. Меѓутоа 13 октомври ќе може да Али се од 13 тоа е погледне. прилика да се вратат сите, Така да го соверат погледна. сите роднини и пријатели. Значи ќе може да го погледнете во Милениум и во Cineplex и во турнејата која што ќе ја прави низ македонските градови. Кажи ми последно што си гледал, прочитал, слушнал филм серија да препорачаш тоа што слушателите имале. Серија гледам, обично серии избегавам затоа што ќе се навлечам и така се зезнат Да. со Mad Men и со Breaking Bad и со уште некои не заборев више. Па да, ги бираш сериите со мал број на сезони. Да, и толку е. Окей, добро. Последно што гледав беше од серија, ја гледам Ирма Веб, тоа е интересно, Супер. забавно е за гледање, поготово пошто е со снимање. Мета. Режисерот у серијата е тотален идиот. Мислам смешен е. Гледав Severance. Окей. Интересно, тоа ми се свигаше. Значи се допадна добро. Гледав Slow Horses со Гери Олман. Окей. Интересно е. Мислам интересно е за од филмови последно што гледав го гледав прв пат Роко и неговите браќа на супер. Некако супер ми доја. Да. Мислам 3 сати трае, ама Не му тежи тоа на Не го филмот. осетив, да, супер. Не го осеќа заради тоа што за секој брат има помалку во Супер, него. баше одличен. Одличен. Го гледав Мен, тоа го зборевме. Да, на Гарланд. Лошо помина филмот, ама мене некако ми беше окей. Не ја најде соодветната публика тој филм. Да, затоа што не е за масовна популација. Тој е за тие фрикови како мене и тебе кои што ќе го гледат и ќе ја ценат естетиката која што Гарланд ја се обидува да ја достигне во филмот. Например. Не, ме зачуди пошто е тотално приемчив, има јасна, јасно раскажана
поента, ми се добре, како рече глумицата? Джеси Бакли. Джеси Бакли. Така беше, да. Одлично. Што гледа друго, не може да се сетам. Апропо гледа Блонди, него добро. 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 И тоа е радикален. Па да, ама некако, Мислам дека е добро за промена луѓе да почнат да гледаат филмови со Мерлин Монро, него ли за Мерлин Монро. Па да. Што не верувам дека, мислам, подобро ако сакаш, ако те интересира било што за Мерлин Монро, гледај го Misfits или Ниагара или Джунгла на асфалт, тие трие доволно ги гледаш, ти стане јасно за повеќе има филмови за неа отколку таа што има снимено, мислам, во контекст на колку документарни се има. Да, и сите се за колку бил распад нејзиниот живот. Мислам, окей, све тоа знаеме. Тоа многу малку се збори за вештината, способноста, вештината што не е стварно комичен тајминг што имала, значи. Апсолутно, значи владеела со тоа. Some Like It Hot мислам дека тоа е улога што само она може да ја одигра некој друг. Дефинитивно. Апропо ТВ серија со снимање за Godfather серијата? Не ја гледав. Не ја гледаш? Добро. И таа е една од тие поинтересни The Offer, така? The Offer, да. Супер. Даријан, фала ти многу што беше дел од емисијата. Тебе си зборевме 12,5 човече. Извини, пола сат што те задржав плюс, ама не бре, ни трна. Тоа е. Секогаш ни трга нас. Тоа е проблемот со нас што не можеме уста да затвориме. Фала ти многу што беше дел од емисијата и се сакам многу успех со Мими да допре до широкиот аудиториум, да препознаат дел од себе си како што ти имаш дадено дел од себе си во создавањето на ликовите, така и тие да препознаат дел од нив и да се соочат со лицемерието кое што е наоколу и да го сузбијат што е можно повеќе и да им помогне филмот барем малку да бидат тоа што сега, не тоа што сакат другите да оглумат на себе си. Богат фестивалски живот да има и уште многу посветеност по киносалите и да ми доеш пак да продискутираме за... Пак ја не би можел вака да го објаснам филмот како ти што го објасни сега, така да фала ти ептен. Фала ти многу што беше дел од емисијата. На крајот ќе слушаме уште една композиција која што има работено Александар за самиот филм. Ќе слушаме епилогот и ќе слушаме едно после диско. Меѓутоа, помеѓу, ќе го слушнеме Бадаламенти и Дейвид Линч со две творби кои што се наоѓаат на Mulholland Drive. Јас сум Златко Ѓелевски и го затворам 525-тиот гримуар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До едното издание на Дансе Макабре, гледајте го Мими на Даријан Пеевски и глумете се себе си во својот живот, а не во некој друг.